Здраво, во денешното наше дружење ќе гледате како лаици помина на родендинската забава на веб-порталот во Штип.мк, а исто така ќе проследите што подготвија учениците од Средното медицинско училиште во Штип. Владимир Путин во реално шоу, за што станува збор? Во Лайк денес ви го нудиме најпопуларното видео кое за кратко време го заобиколи светот. Се однесува на избор за музички талент Голос, каде жирито ги оценува гласовните способности на надпреварувачите свртени со грб. Не знаат кој пее, па со оглед на тоа не можат да имаат прерасуди од физичкиот изглед. Односно, се оценува само гласовната способност буквално. Жирито на овој начин остана изненадено и воодушевено, а би рекла и шокирано со настапот на Владимир Путин, кој дефинитивно ги изненади со своите гласовни способности. Сигурно го препознавте во жири комисијата и Дима Билан, кој ја представуваше Русија 2 пати на Евровизија. Во Штип.мк го прослави својот втор роден ден. Погледнете ги импресиите. Веб-порталот во Штип.мк викендов ја одбележа 2 годишнината од своето работење. Пред се благодарност што дојдовте цела екипа од ТВ Стар. Тоа многу ни значи. Па нашите досегашни искуства се очигледно на високо ниво, затоа што за една година постигнавме многу од тоа што беме лани, сега сме нешто повеќе. Мислам дека како најдобар портал во градот тоа го покажуваат сите резултати и мерење на Алекс. За досегашните успеси, што знам, мислам дека доста постигнавме, ова е дури изненадување за нас, може би не се надевавме до овој степен да дојдеме како еден меѓу националните сајтови, иако има пред нас доста, но сепак у целина задоволни и презадоволни. Кога почнувавме, бевме околу 60-то место, сега сме околу 231 место, значи тоа цело време варира и за наредната година се надевам дека ќе видиме во првите 100. На што се должи вашата успешност, барем моментално? Па нашата успешност се должи на тоа што поголема група на луѓе беа вклучени во овој проект, многу повеќе автори од тоа што бевме претходно и нормално спонзорите кои без нив ништо не бива, нели? Само да ви порачам и да си заблагодарам на сите наши соработници пред се, сите овие луѓе кои дојдоа вечерва да го прославиме нашиот втор роден ден и се надевам за иднина, за нашите наредни родени ќе биде помасовно и поубаво и секако благодарност до читателите што не следат. Колку за собствениците, веб-сајтот е од огромно значење и за читателите, но и за артистите кои се промовираат преку него. Моје мислење за Штип.мк е едно единствено, тоа е најдобриот сајт моментално во нашиот град, а гледам и пошироко во последните неколку години. Еве, славиме 2 години од постоењето на Штип.мк и јас сум и многу благодарен како артист, исто и мојата продукција, затоа што сите оние постои и сите оние презентации ние ги вршиме токму преку овој сајт. Што им посакуваш? Па им посакувам многу успех, среќа и да продолжат да го работат сајтот како што го работат. Ова е тим кој знае што прави и верувам дека сајтот ќе се прошири не само на ова штипско ниво, туку и низ цела држава, па и пошироко. Верувам дека сите овде сте редовни читатели на Штип и дека сте големи фанови на истото. Немам што да кажам многу, дека продолжат така, момците се супер и се најдобро за них. На ТВ Стар имаше еден град, да кажем како беше, што ми кажете за 8 ноември, тај човек дека се најубаво, па така и јас ми посакувам се најубаво во Штип, нека бидат најчитани, дека има
многу посетители, да промовираат наши песни, да промовираат македонска музика и нека бидат број еден најчитани во цело Македонија. Со заокружени 2 години активно работење расте зрелоста и стабилноста, а очекувањата за во иднина кај сите се исти, уште повеќе работа и успеси секако. Какви активности подготвуваат во Средното медицинско училиште во Штип? Учениците од СУ Јане Сандански Штип денес проведоа акција со која ќе ги натераат пушачите да се откажат од оваа лоша навика. По идеја и иницијатива на учениците на Средното медицинско училиште, а по повод 17 ноември Светскиот ден на еколошкото движење, во нашето училиште започна кампања која има за цел да разбуди еколошката свест кај граѓаните. Самата кампања започна на 1 ноември, а завршува токму денес во вид на дефиле или мирен протест во централното градско подрачје, која има за мото која е твојата одговорност како пушач. Во текот на кампањата сите ученици се ги поделија подеднакво активностите, вклучени се деца од 2 и 3 година, изготвија видеозапис, изготвија еколошки пораки со застрашувачка содржина за пушачите и денес еве очекуваме да се реализира и нивното дефиле во градот. И ние учениците од оваа училиште објавуваме јавен протест во вид против пушењето, затоа што сме свесни како медицински лица, затоа што учиме во медицинско училиште, за самото оштетување кое што го дава пушењето врз самиот организам пред се, како и врз целата околина околу нас. Посади еден цвет за поубав свет. Нашата околина е наше огледало, затоа да се менуваме себе си, а не природата. За да испушиш една цигара потребно е 3 минути, за да испушиш 10 цигари потребно се 30 минути. Тоа е доволно време за да поминеш во преградката на твоето дете. Мисли глобално, действува локално. Па се надеваме дека ќе се разбуди свеста, почнувајќи од младите, а самата порака има за цел да ги размисли возрастните, значи едните да не почнат, а другите да престанат. Мене како директор ми е многу мило што тие наоѓаат причина да го работат нешто што го заборавивме овие 20 на години, а тоа е да подсеќаат дека има и подобар начин на живот и со малку желба, малце труд може да се некои лоши навики отргнат од нашиот живот. Пред се ние сме здравствена струка, основно ни е грижата на здравието, за здравието на луѓето, така да децата нон-стоп се со идеи, тука се моите колеги кои ги поддржаваат, од мене секако имаат поддршка. Водени сме од Весна Накова, Билјана Петрова и Влагица Накова. Кај мене ово ништо не смени, бидејќи не пушам, а им препорачувам на моите другари и другарки што пушаат да прекинат да пушат. Имаш ли многу пушачи околу тебе од генерација? Да, околу мене има многу пушачи, мисля моите другари и другарки што пушаат. Јас сум строг непушач веќе 3 години, околу мене има многу пушачи и би им препорачал да не пушат веќе, бидејќи тоа е лошо по здравието. Па треба да се продолжи со оваа активност, односно уште повеќе да има презентации, за да се скрене вниманието на младите за да престанат да пушат. Учениците ги среќаваат случајните минувачи, при кои што на секој пушач за замена за фрлена цигара му доделуваат по еден бомбон и порака како да се одвикнат од пушењето, а на сите оние непушачи како знак за награда добиваат исто така по едно бомбонче. Ова е само една од низата активности на учениците од Средното медицинско училиште, кои ги превзимаат како основа на нивните професии во иднина. А сега за крај предлог филм за денес. Where are we going? Just keep going straight. Палавиот дедо е предлог филм за денес во време траење од 92 минути. Комедија во режија на Джеф Треймейн. Get in trouble for this? They won't notice a thing. That's how it looks most of the time anyway. Whoa, 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 whoa.
Станува збор за 86-годишниот старец, кој е на патување низ Америка со неверојатно друштво, неговиот 8-годишен внук. You're gonna fix that penguin, bro. Nope. Какво искуство! Погледнете го филмот и насмейте се до солзи. Nothing. I'm hungry. Follow my lead. Okay, Grandpa. They're gonna take that child away from you. I'm sorry. You are sorry. You're sorry as hell. You're very pretty when you're pissing mad. me off. Thank you for being here today. What's your stripper stage name? I look like a stripper? I'll just call you Cinnamon. Wanna have some fun? Yeah. You're a pretty little girl. You got it? One of these girls is a grandpa. Is that weird? We've just never seen it, so it's different. Ова беа подготвените содржини за денес. Погледнете ги на во Штип.мк или пак на tvstar.com.mk. А за повеќе информации ќе наследите утре. Чао, чао!